Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, ова пресконференција свикавме со цел да ви информираме дека пратеничката група на Левица поднесе предлог за изменување на законот за виното. Со овој закон се утврдува минимална откупна цена на винското грозје, што е добро, ама во истиот закон постои можност од купците на винското грозје таа цена да ја спушта до 8% од таа утврдена цена, доколку цената ја плаќаат во целост, односно доколку не плаќаат на рати. За споредба, лозарите кога плаќаат цена за наводнување на своите лозови насади, никој нив не им дава цена за наводнување намалена до 8% само затоа што не плаќаат на рати. Лозарите кога купуваат ѓубриво за своите лозови насади, никој не им дава цена намалена за тоа ѓубриво за 8%, затоа што не го плаќаат ѓубривото на рати. Лозарите кога купуваат препарати за третирање на своите лозови насади, исто така никој не им дава цена за тие препарати намалена до 8% од утврдената цена само затоа што не плаќаат на рати. Согласно ова и од овие причини не постои разумна причина во законот да постои можност од купците на винското грозје да ја намалуваат законски утврдената цена до 8% само затоа што не плаќаат на рати. Целта на предложените законски измени се токму тоа, таквата законска можност да се отстрани и од купците на винското грозје да имаат поголема обврска да се држат до законски утврдената минимална цена која што е утврдена во форма на заштитен праг. Благодарам. Има прашање? Какво е вашето мислење за катастрофата што се случи со водата за пиење? Функционалните канализациони и водоводни системи не се историски нов феномен. Всушност, тие се стар феномен од 2500 години. И во 2026 година да ни се случи ваква ситуација од вакви размери е незамисливо. Тоа како општество не смееме да си го дозволиме ни на сон. Дополнително очигледен е пропустот на здравствениот систем во ситуација кога имаме очигледна пандемија. Не е дозволиво прв државен орган кој што ќе интервенира и кој што ќе иницира широк одговор на државниот апарат да биде правосуден орган или во случајов тоа да биде јавното обвинителство. Тука очигледно потврли здравствениот систем кој што мораше прв да алармира и да иницира државен одговор. Се на се, ова е данокот кој што го плаќаме како општество за тоа што изминативе 30 години се партизираат институциите и што се уништува се што е јавно и државен апарат за тесни партиски интереси.